Здраво на сите, јас сум Лука Лозановски, добре дојдовте во ново издание на наша приказна. Денес разговараме со нашиот омилен актер од Битолскиот народен театар Никола Стефанов. Добре дојде Никола, ти благодарам што ја прифати поканата. Добре ве најдов и фала ви на поканата. А најпрво како си? Како се чувствуваш тука повторно во Горната? Па оваа година правам 10 години матура и така да ми се пробудија некои емоции од средно училиште. Сум среќен што сум дел од оваа емисија. Кога сме веќе тука околу гимназијата, дали би можел да се сетиш на некој интересен настан од твоите средношколски денови? Да ни раскажеш нешто? Па да, првично би го спомнал, во трета година започнавме театарска група и тука ми започна желбата за театар. Со помош на професорката Софија Бејковска по латински остваривме 2 представи и тоа секогаш низ мојата глава врви како мој почеток. И така да, можеби еден од најбитните моменти во мојот живот и мојата одлука да станам актер беше тука. Дали би можел да ни издвоиш некој твој омилен професор или омилен предмет кој најмногу си сакал да го учиш или најтежок? Па во средно не ме биваше многу за хемија, математика и сите тие предмети. Многу средното училиште јас го поминав во пронаоѓање, а не во учење. Сватив што сакам и до ден денес го правам тоа што го сакам и сум многу среќен што професорите ме поддржаа во мојата одлука и во моето пронаоѓање. Така да би издвоил Софија Бејковска уште еднаш, затоа што таа беше професорка која најмногу веруваше во мене. Спомна дека професорите те поддржувале во твоите одлуки понатаму да се запишеш на драмски, да ја одбереш твојата професија. Дали доби таква поддршка исто и дома, кога му кажа на твоето семејство дека сакам да бидам актер и доколку си ја добил, од кој најголемата? Па, многу голема поддршка од моето семејство на почеток немав, бидејќи во мојата фамилија никој не работи во култура. Сите работат општествена работа или администрација или медицина. Така да прво беше шок, но кога се изборив и сватија дека тоа е за мене, до ден ден се среќни, ја че очекуваат секоја моја нова премиера, ме следат на секаде и тоа е. Сега малку околу театарот, која улога ти е омилена и сакаш најчесто да ја играш? Тешко прашање. Секоја представа и секоја улога си носи своја тежина. Има некои улоги кои стварно ти легнуваат и се играат со кејф, но не знам која би ја издвоил. Во Битолски театар, например, секогаш Шопалович ми е интересна. Мислам, улога го играм актерот Филип Трнавац. Но исто и Коњите ги убиваат, зар не? Таа ми е прва поголема улога во Битолскиот театар и ми е, можем да речам дека омилена улога во моментот. Дека ја спомна Коњите ги убиваат, зар не? Дали ти е поубав процес спремање на поголема таква представа или пак на некоја помала, како Кислород, например? Па, види, двете си имаат своја тежина. Двете од актерски план се големи представи, бидејќи Кислород е представа дуа драма која сат и 10 минути двајца актери ја крепат цела представа, додека и Коњите ги убиваат, зар не е сериозен процес каде што е уклучена музика, каде што се уклучени многу актери и физичка представа која бара премногу спретност, бидејќи сепак бара кондиција, не само физичка и актерска кондиција, така да двете си носат иста тежина. После двете представи еднакво сум уморен во превод. Дали се сеќаваш на твојата прва представа? Спомна дека си имал како средношколец некои улоги, која улога си ја играл во неа? Професионално зборуваме, во театарот. Професионално, прва моја професионална улога е во Македонскиот народен театар во представата Животот е прекрасен. Таму го играм глувонемиот.
За мене таа улога до ден денес значи премногу, бидејќи од режисерот Александар Морфов гледаше Испит во втора година, во втора година Шекспир, и од тој испит ме зеде да играм во представата. Тогаш прв пат сватив дека актерството не е само зборување на текст, дека може да се кажат многу работи и без текст. Веќе таму играм глувонем, представата до ден денес се игри, представата до ден денес е еден од, може би да речем, најголемите хитови во Македонија. Мислам дека има 47 изведби со фул полна сала. Така да, тоа ми е прво професионално првенче или прваче, кое ќе го паметам цел живот. А колку најдолго си останал на проба? Дали си седел денонокино? Да, си има случувано. Си има случувано и по 12 сати. Мислам, не континуирано, нормално со паузи, но паузата ќе биде 3 сати измеѓу ручек. И ти одлучуваш да не одиш дома, бидејќи тоа е дупли умор и ќе останеш в театар во гремиорната, ќе си одспиеш и ќе продолжиш на проба, така да нормално е и 12 сати проба. Сега добивме на анонимна информација дека како дете си имал некоја споредна улога во турска серија. Дали можеш да ни објасниш нешто повеќе Па за не, тоа? немав споредна улога, туку како дете седев на улица во паркот, тогаш се снимаше една серија, се викаше Елведа Румели. Мислам дека бев 6 или 7 одделение. И застана една жена до мене и ми рече: "Ке те молам ова ливчето, дај го на твоите родители." И на тоа пишуваше кастинг за статисти со задача. И јас не знаев што е ни статист со задача. И ја прашав баба ми. Баба, што е статист? И ми рече: "Никола, оние луѓето кои одат зад актерите во филмовите." Да, има кастинг, ќе се пријавам. И се пријавив на тој кастинг и снимав многу често, ама снимав како статист. Ама снимав секој петок, сабота, недела. Во рок, не знам, од некој, 5-6 месеци сигурно. Така да тогаш видов на некој начин што е филм. И како за крај уште би те прашал, каква порака ќе им дадеш на младите кои размислуваат да ја одберат твојата професија? Каква порака? Пред се, дека ако мислат дека ќе станат популарни и дека е професија која е за пари, се лажат. Ова е професија на љубов и на некој начин може да се рече дека не е професија, туку е начин на живот, макар што е професија во секој случај. И би истакнал дека само треба искрено да се сака и бара многу жртва и бара многу чекање. Пошто во главата на почеток секојаш си замислуваш: јас ќе бидам тој што ќе го изберат, ама во реалноста не е така. Бара многу чекање, многу труд и многу работа на себе си. Ти благодарам за одвоеното време, ни беше чест. Со вас се гледаме веќе следното издание на наша приказна. Ви благодарам што не следевте. А до наредната среда не заборавајте да кликнете на нашиот Инстаграм профил и да не заследите. Чао, чао. Чао.